Антонија, домаќинка и мајка на 3 деца, ја опишува неодамнешната неволја како пекол. Лажно обвинета за кражба од нејзиниот работодавач, 39-годишната жена беше уапсена и фрлена во темна келија во затворот Санта Марта Акатитила на источното преградје на Мексико Сити. Нејзиниот сопруг, градежен работник, не можеше да одвои време да ја посети, со страв да не ја изгуби работата. Нејзината најстара ќерка, тинеџерка, мораше да се грижи за своите млади браќа и сестри. Се откажав од сета надеж, се сеќава Антонија. Цврста жена со округло лице. Но потоа по 15 дена Антонија одеднаш беше ослободена. Кауцијата беше објавена од адвокат што никогаш не го сретнала, а обвиненијата против неа подоцна отфрлени. Кој ја обезбеди кауцијата и правната помош? Никој друг, освен Карлос Слим. Денешната проповед или предавање ќе биде базирано на еден стих и ќе се темели врз Ефесијаните 1 глава 3 стих. И предавањето или проповедта е наречена Неверојатни благослови. Неверојатни благослови. Ќе во охрабрам ако имате Библија да отворите Ефесијаните 1, зашто ќе разгледуваме доста библиски текстови врз основа на овој текст. Стихот гласи: нека биде благословен Бог и Отецот на нашиот Господ Исус Христос, кој не благослови со секаков духовен благослов на небесата во Христос. И предавањето ќе се состои од двовед, 3 точки, 3 главни точки, заклучок и апликација. И секој од овие 3 главни подточки ќе има своји под или субточки. Да започнеме со вовед. Овој 3 стих од првата глава на писмото, што апостол Павле го пишува до Ефесијаните, е дел од една долга реченица која се протага дури до 14 стих. Значи од 3 до 14 стих е една долга реченица составена од 257 зборови. И овој 3 стих е основата врз која сите други стихови во писмото се држат. Овој стих е понатака елабориран од апостол Павле во другите стихови, претежно од 1, 2 и 3 глава, каде што имаме теоријата или теологијата на ова писмо, и 4, 5 и 6 глава се праксата. И овој стих ја отвара целата сцена на целото писмо. И како што може да видиме од оваа долга реченица од 3 до 14 стих се опишуваат работи кои се случиле во вечноста, се опишуваат работи кои се случиле во минатото и кои се случуваат во сегашноста. Од 3 до 6 стих се зборува за делата на Бог Таткото. Од 7 до 12 стих се зборува за делата на Бог Синот и од 13 до 14 стих се зборува за делата на Бог Светиот Дух. И јасно е дека се збори за дела или заемни дејства на Светото Тројство. И после секоја завршена секција, што е многу интересно, на една од делата на личностите од Светото Тројство, апостол Павле одава слава. Например, во 6 стих, на крај на делата на Бог Таткото, пишува да биде фалена славата на неговата благодат. 12 стих, на крајот делата на Бог Синот, пишува за пофалба на неговата слава или славата негова. И за делата на Бог Светиот Дух, на крајот од 14 стих, се заклучува со пофалба на неговата слава. И можеме да кажеме дека Ефесијаните како писмо, како целина, е писмо на богатства, на драгоценности, на блага, на слава и на полнота.
Ова писмо ни кажува колку христијаните се богати во Христос, какви драгоценности, какви масивни благослови имаат. Што имаат и колку ресурси имаат на располагање. Ова писмо блика од благослови и слава. И очигледно е дека во терминот кој доминира во овој стих, третиот стих, е благослов. 3 пати се спомнува. Го гледаме на почеток, благословен е Бог, тој не благослови и тоа со секакви благослови. Темата на овој стих е благослови и темата на предавањето е неверојатни благослови. Да започнеме со првата точка. Благословен е Бог. Апостол Павле, кога ја гледа природата на Бог, кога го гледа овој масивен, бесконечен, бескраен универзум, кој е полн со слава, со сила, со светлина, со живот, ништо не може да направи, освен да благословува. И тоа му преостанува, и тоа е почетната точка и најправилната точка. Е кога ќе се види овој величествен Творец, кој нема почеток и нема крај. Ништо не преостанува туку да падне на колена и да благословува. И во оваа главна точка ќе разгледаме 2 подточки. Ќе видиме дека Бог е благословен во својата природа внатрешно и дека благословен е Бог за неговите дела, како се комуницира надвор од себе. Благословен е Бог во својата природа е првата подточка. Бог е совршено задоволен и исполнет во себе и во својата зедница во Светото Тројство. Не му треба ништо на Бог. Не му треба луѓе, не му треба животни, не му треба ангели, не му треба земја, сонце, звезди, галаксии. Не му треба ништо. Тој само по себе си е доволен во својата зедница во Светото Тројство. И универзумот, тоаш ќе прашаме, ако Бог е задоволен во самиот себе, зошто го создава универзумот? Зошто формира ваков космос со толкава комплексност, баланс и хармонија? Универзумот кој Бог го создава не е создаден како недостиг во карактерот на Бог. Тој е создава универзум за да нешто исполни во него, нешто му фали, и тој универзум, луѓето, животните, галаксиите, да го исполнат него. Туку универзумот или космосот е создаден како манифестација на негова добрина. Че Бог е толку многу полн и комплетен и совршен, што неговата добрина, слава и сила прелива, излегува надворот од него. И универзумот е создаден како манифестација на овој одлив, на ова бликање од Божјата слава, на ова преполнетост. И слава на Бог што тој го прави тоа и што се открива самиот себе и таа добрина и максимална преполнетост. Стивен Шарнок во Атрибутите на Бог за оваа добрина која се манифестира пишува, отворен цитат: Бог е бесконечно добар. Неограничена добрина која не знае ограничувања. Добрина која е бесконечна, како неговата суштина. Не само добра, туку најдобра. Не само добра, туку суштинска добрина. Врвна, незамислива добрина. Сите други работи се мали Божи честички, мали искри од овој огромен пламен, капки на добрина од оваа фонтана. Ништо што е добро од неговото влијание не може да се изедначи со оној кој е самиот добар. Изведената добрина никогаш не може да се изедначи со примитивната или оригиналната добрина. Божествената добрина се комуницира до огромен број суштества во разни степени, до ангели, прославени духови
луѓе на земјата, до секој суштество. И кога Бог го комуницираше сето она што може сегашниот свет да го прими, многу малку е прикажено. Има многу повеќе да збогати друг свет. Сите можни суштества не се способни да го исцрпат богатството и изобилието со кој е исполнета божествената полнота. Затворен цитат. Бог е неисцрпен, е комплетен, е совршен, е целосен. И тие богатства што се во него, тие бесконечни богатства што се во него, тој одлучува да ги сподели. И во Ефесјаните, 11 стих, пишува дека Бог е оној кој врши се според волјата своја. И во 6, 12 и 14 стих се прави за пофалба на неговата слава. Друго прашање што треба да прашаме е, Бог е исполнет, се манифестира себе си во надвор, по својата совршеност и преполнетост. Но другото прашање што треба да се прашаме е зошто? Што го движи Бог? Што го мотивира Он да се излие себе си надвор и да сподели таа добрина? И го имаме одговорот во 11 овие стихови што ги прочита, во 6, 12, 14, 11. Бог врши се според својата волја и неговата инклинација или мотив е неговата слава. И некој ќе каже, тоа е многу себично. Бог е движен од својата слава. Но кога ќе се подразмисли, воопшто не е така. Бог го движи тоа што е највредно, тоа што е најголемо, тоа што е најдрагоцено, тоа што е најубаво, најславно, највредно. И кога ќе се прашаме што е тоа што е највредно, најголемо, најубаво, најдрагоцено, најславно, одговорот е ништо освен Бог. Тој е врвната личност, кулминативната личност, примитивната личност, нема никој повисок, повреден, поубав од него. И логично и праведно е Бог да биде движен од самиот себе, зашто нема ништо повисоко од него. И Божјата слава е сумација на неговиот карактер и атрибути. И нема ништо повредно и поубаво и пославно од неговата слава. И затоа Бог е движен, е мотивиран тие бескрајни богатства што се во него да ги прелие надвор за својата слава. Во Исаја 42 глава, 8 стих, Бог вика, јас сум Јахве, тоа е моето име и нема да ја дадам својата слава на друг. Исто така тоа е најдобро и за човекот. Најдобро за човекот е Бог да се стреми и да бара својата слава. Бидејќи човекот беше создаден за Божја слава, не за своја слава, не за само издигнување, туку за Божја слава. И кога Бог ја бара својата слава, човекот е комплетен. И човекот се наоѓа во него. Џон Калвин во еден од своите коментари за хармонијата на законот кажал: сите кои се издигнуваат себе си водат војна со Бог. Втората подточка е Бог е благословен за своите дела. И овде во овој стих гледаме апостол Павле како го благословува Бог за неговите дела, за неговите благослови што тој ги споделил. И овие благослови се толку многу големи, толку многу масивни, толку тешки, што и неповратливи и силни, што се неверојат и не може да замислиме тежината на овие благослови кои ги имаме, кои христијанинот ги има. Например, во оваа долга реченица од 3 до 14 стих, минимум 8 благослови може да се издвојат, што Бог им ги дал на христијаните. Например, присуство во рајот, избраност за светост пред почетокот на светот, посинување, откупување, опростување, мудрост и разбирање,
наследништво, запечатување и припадност. Во целата книга од Ефесијаните може да се издвојат минимум 50 благослови, што ние ги имаме како христијани. И на крајот од овој стих пишува дека сите овие благослови Бог ни ги дал во Христос. Сите благослови, тоталноста на овие благослови е канализирана преку Христос. Тие што го имаат Христос, ги имаат овие благослови и ги уживаат. Тие што го немаат, ги немаат овие благослови. И суштината на христијанскиот живот е нашето заедништво со Христос, нашиот спој, нашата заедница и пријателство и врска со Него. И од таму се произлегува. Сите овие масивни, гигантски, суперлативни благослови се канализирани преку Христос и нашето заедништво со Него. Над 110 пати во Новиот Завет се опишува врската, оваа заедница што христијанинот ја има, овој спој со Христос, како во Христос, или во Исус, или во Него, или во кој. Џон Пајпер за ова заедништво вика: ниту едно добро, ниту вечното добро, ниту доброто што го возвишува и воздигнува Бог, ниту едно добро што ја задоволува душата, не доаѓа кај нас, освен ако не сме поврзани со Христос. Џон Мъри, теологот, исто така кажува дека заедницата со Христос е централна вистина на целата доктрина на спасението. И да не заборавиме дека Бог не благослови не бидејќи ние заслужуваме. Не дека сме многу праведни, многу добри, многу вредни, па затоа Бог беше движен да не благослови. Ние немаме ништо во нас што може да го привлече Бог. Сме голи и боси и сиромашни. И Бог одлучи тоа да го направи пред почетокот на светот. Значи Бог те виде тебе како христијанин пред да постоиш, пред да бидеш формиран, пред да го создаде светот и рече ти ќе бидеш мој. Затоа да не заборавиме кои бевме и од каде доаѓаме. Со сигурност може да кажеме како еден што вика: бевме мртви и во темнина, бевме заробени и обиткани во тешки ланци, бевме проклети во себе и во сите наши активности, бевме деца на ѓаволот и нашето срце беше депонија со демони, бевме горделиви, перверзни и изопачени, бевме продадени на страстите на телото и светот, бевме робови на желби и разни грешни сладострастија, бевме полни со суета, носевме планини од гревови над себе. Нашата совест беше црна и закоравена. Се што ќе пипнеше, овенуваше и умираше. Устните ни беа мечеви и копја, а јазикот змија со пеколен отров. Бевме изгубени, слепи, расипани. Нашите пријатели беа волците, хиените и пијавиците. Се бањавме со свињите, се веселевме и игравме на работ од големата бездна без дно. Бевме просјаци и се молевме за сувиот и стар леп на гревот. Тоневме во мизерното мучуриште, запечатени за пеколот. Но Бог дојде, продре во тоа мизерија, продре во тој хаос, во тој пекол каде што бевме. И сега ние со Тит 3 глава 4 и 5 стих вика: но кога се јави добрината и човеколюбието на нашиот Спасител Бог, тој не спаси. Тој продре и не спаси не според нашите извршени дела кои ги немавме, бидејќи бевме просјаци и голи, туку според својата милост. И затоа го благословуваме Бог. Затоа апостол Павле, кога гледа кај бил и од што Бог го спасил, затоа ние како христијани, кога гледаме каде бевме и каде Бог не спасил, ништо не ни преостанува туку да го благословуваме Бог, да го издигнеме Него, да му дадеме фала и слава.
И ова е сумацијата на првата точка, на првата главна точка е дека Бог е толку многу масивен и богат во своето совршенство, што ја манифестира и излива тоа богатство на своите деца, на своите христијани. И ние кога ги гледаме тие богатства, тие благослови, ништо не ни преостанува туку да го благословаме Него и да го издигаме. И тоа е најдоброто за нас. Таму ние се наоѓаме, таму наоѓаме ние живот, кога го славиме Бог. Втората главна точка е неверојатни благослови. Нека биде благословен Бог и Отецот на нашиот Господ Исус Христос, кој не благослови со секаков духовен благослов. И сега овој дел ќе го разгледуваме, кој не благослови со секаков духовен благослов. И овде ќе видиме две подточки. Ќе ги видиме сите благослови и втората подточка е духовни благослови. Стихот вели Бог не благослови со секаков духовен благослов. Или може да кажеме со секој духовен благослов. Или со сите духовни благослови. Значи сите духовни благослови што Бог може да ни ги даде, ни ги веќе дал. Сите. Не очекуваме ние некој втор благослов. Не очекуваме некој трет. Бог ни ги дал веќе сите. Се што ни треба да живееме полн и плодоносен христијански живот, веќе имаме. Веќе се имаме. Бог ни подарил се. Ништо не ни недостига. Ништо не ти фали, христијанино. Имаш се што Бог треба да ти даде. Во 2 Петрово, 1 глава, 3 стих, истото го вика. Петар вика, бидејќи преку неговата божествена сила ни подари се што ни е потребно за живот и побожност преку познавањето на оној кој не повика во својата слава. Во Филипјаните 4 глава 13 стих апостол извикува: се можам јас да направам, се преку Христос кој ми дава сила. Има една сторија за јажето на слонот. Многу интересна. Оваа сторија гласи вака. Додека еден човек поминуваше низ некои слонови, одеднаш забележа и застана збунот од фактот дека овие огромни суштества се држани само со едно мало јаже, врзани за предната нога. Нема ланци, нема кафези, нема синџири. Очигледно е дека слоновите во секое време може да се одвојат од овие врски, но поради некоја причина не го сторија тоа. Човекот виде тренер во близина и го праша зошто овие животни само стојат таму и не се обидуваат да се извлечат. Па тренерот рече: овие кога беа млади и многу помали, ние користевме јаже со иста големина да ги врзуваме и на таа возраст доволно е да ги држиме. Но како што растат, тие се условени да веруваат дека не можат да се отцепат. Тие веруваат дека јажето сепак може да ги задржи. Па никогаш не се обидуваат да се ослободат. Човекот беше зачуден, овие животни може у секое време да се ослободат од јажето, но затоа што веруваат дека не можат, беа заглавени токму каде што беа. И ние како христијани може да се поистоветуваме со овие слонови и мислиме дека едно мизерно јаже, некој мизерен греф може да не држи. Многу сме заблудени. Не знаеме дека се што ни треба, Бог ни дал веќе и може да ги скорнеме овие ланци кои не држат и да живееме плодоносен, полн и исполнет живот. Се откажуваме бидејќи мислиме дека нешто ни фали, нешто ни недостига, дека немаме ресурси, дека може треба уште нешто Бог да ни даде. Но тоа не е точно. Бог ни дал се што ни треба.
И мораме никогаш да не се откажуваме во борбата со гревот. И во борбата да живееме свет и плодоносен живот. Во Христос ги имаме сите благослови што ни требаат да живееме плодоносен и исполнет христијански живот. И нашите слаби страни треба да станат нашите најсилни. Тоа е сите благослови. Сега прашањето е какви се овие благослови? И стихот вели дека се духовни, дека не се земни, дека не се од материјална природа, туку се духовни. И овие се највредните благослови. Највредните благослови се духовните благослови. Бидејќи овие благослови се вечни и никогаш нема да ни бидат земени. Сите земни благослови ќе ти бидат земени. Се што имаш, било кој благослов од земна природа ќе ти биде откорнат од тебе, кога ќе го оставиш овој свет. И Бог затоа ни дава нешто вредно, нешто вечно, нешто што никој не може да ти го земе. Ниту во овој свет, нити во идниот свет. И тоа се духовните благослови. Во Матеја 7:11 глава Господ Исус вика: а вие кои сте лоши умеете по инстинкт да им давате на своите чеда добри дарови. Колку ли повеќе вашиот Отец небесен ќе им даде добра на оние што го бараат. Паралелниот стих во Лука 11 глава 13 стих, овие добра се поистоветовани со некој. И 13 стих вика колку повеќе небесниот Отец ќе им го даде Светиот Дух на оние што го бараат. И Бог ни го дава тоа што е највредно, Бог ни го дава Светиот Дух. И понатака ќе видиме Бог ни дава нешто многу повеќе од земни и духовни благослови. Светиот Дух прави промена во нас. Го зима тоа што се случило во вечноста и тоа што се случило во минатото и го прави реално живо, материјално во сегашноста. Го прави живо сега. Прави промена на душата, промена на идентитетот, промена на личноста, промена на дестинацијата. Прави комплетна реновација, воскреснување на човекот. И тој ги носи благословите во време и ги споделува плодовите или плодот негов со душата на христијанинот. И од Галатјаните 5 глава 22-23 стих знаеме дека плодот на духот е љубов, радост, мир, долготрпеливост, кротокост и така натака. Значи, до сега видовме две точки. Првата точка беше благословен е Бог во својата природа и заради своите дела. Втората точка е благословен е Бог заради неверојатните благослови што не ги дал. Сите благослови, се што ни треба ни е дадено и тие се од духовна природа, тие се многу драгоцени. Не можат да се споредат со ништо земно. Се диаманти кои вечно ќе траат. Третата главна точка е небесни битја и оваа трета главна точка ја вадам од последните зборчини или термини од стихот. Вика нека биде благословен Бог и Отецот на нашиот Господ Исус Христос кој не благослови со секаков духовен благослов на небесата во Христос. И сега овој термин на небесата ти го разгледуваме во оваа точка. Некои преводи ја преведуваат оваа фраза на небесата како небесни места. Тоест, кој не благослови со секаков духовен благослов на небесните места во Христос. Но места не е во оригиналниот текст. Го нема. И фразата е, или делот од стихот треба да гласи тој не благослови со секаков или со секој духовен благослов на небесата во Христос. Оваа фраза на небесата во книгата се спомнува неколку пати. Се спомнува во 20 стих од првата глава, се спомнува во 6 стих од втората глава, се спомнува во третата глава
и во 12 стих од 6 глава. И нигде во оригиналниот текст нема места. Сегде е на небесата. И во оваа точка ќе разгледаме 3 подточки. Ќе видиме дека присутни сме во рајот, таа е првата, дека сме владетели во рајот и дека сме поседувачи на рајот. Таа е третата подточка. Ајде да видиме првата. Присутни во рајот. Стихот ни посочува дека тие благослови што Бог ни ги дал се дадени на небесата. И дека таму ние сме, дека таму живееме. Како е можно да сме веќе таму, нели овде сме на земјата? Во Коринтијаните 2 глава, од 4 до 6 стих, ова се појаснува. Вика, но Бог, кој е богат со милост, поради големата своја љубов, со која не засака, иако бевме мртви, поради нашите гревови не оживеа во Христос и не воскресна со Него и не постави, еве го зборот, на небесата, во Исус Христос. И прогресијата е многу зачудувачка. Сме мртви, добиваме живот, сме воскреснати, и како што сме воскреснати, не сме поставени на земјата. Земјата е скокната. Сме поставени на небесата во Христос. Тоа ни вика текстот. Дека сме поставени на небесата во Христос. И таму каде што е Христос, таму и сме и ние, во рајот. И истото го кажува и за Христос во 20 стих од првата глава, дека преку Божјата сила Христос е воскреснат од мртвите и е поставен на небесата, од десната страна на Бог. Значи, исто како што Исус е воскреснат од мртвите и поставен на небесата, така исто и ние со Него сме од мртвите воскреснати и поставени на небесата во рајот. И оваа фраза на небесата во книгата, како што помнав, се скажува неколку пати. Значи, во 20 стих имаме Христос, кој е поставен на небесата. Во 2 глава имаме ние, сме поставени на небесата. Но во 3 глава и во 6 глава имаме ангели и демони на небесата. Во 3 глава 10 стих пишува дека Божјата мудрост им се објави сега преку црквата на началствата и властите на небесата. Ова се ангели на небесата. Во 3 глава. Во 6 глава имаме демони на небесата. Нашата борба не е против крв и тело, туку е против началства, против власти, против световни управители на темнината, против поднебесните духови на небесата. Значи, овие се демони кои се исто така на небесата. И вреди да се направи дистинкција меѓу кај е ѓаволот со демоните на небесата, кај се ангелите на небесата и каде е Христос и Бог и ние на небесата. И таа дистинкција може да направиме, например, имаме стихови каде што вели во 2 глава, 2 стих, дека ѓаволот е кнезот на воздухот. И можеме да кажеме дека ова е првото небо, или првиот слој, каде се наоѓа ѓаволот и неговите демони. Во 2 Коринтијаните 12 глава, 2 стих, Павле вика дека знаел некој човек кој бил однесет, грабнат и однесен на 3-то небо со Бог, каде бил Бог. Овој човек бил однесен на 3-то небо или 3-тиот слој, може да го кажеме, од небото, каде што се Бог, Христос и ние. И може да заклучиме од овие стихови дека првото небо е ѓаволот и демоните, второто е се ангелите, третото е Бог со ние. И зачудувачката работа е и тоа што е неверојатно, и ние сме земени од калта, од тињата, од контењерот, од мулта, воскреснати сме и сме издигнати на највисокото небо.
на максимумот. Нема повисоко, нема четврто небо. Максимумот е третото небо со Бог, со ангелите што му служат на Бог и Христос. И можеме да кажеме дека нашето вистинско место, нашиот вистински дом е рајот. Не е тука на земјата. Тука на земјата сме во пролаз, во транзиција, во патување. Петар не нарекува придојдени гости. И Евреите во 11 глава, 14 до 16 стих, ги нарекува христијаните или старозаветните христијани како оние кои бараат татковина која не е од овде, кои бараат небесна татковина. И затоа Бог не се срами да ги нарече нивни Бог. И, драги, земјата не е наша татковина. Ние сме овде во поминување. Знаеме дека еден ден ќе си отидеме од овде. Туку рајот е нашата небесна татковина, нашиот дом, од каде никогаш нема да си отидеме. Во Филипјаните 3 глава, нашето жителство, апостол Павле вика, е на небесата. Таму е нашето жителство, таму е нашиот пасош. Кога ќе отвориш каде е твојот пасош, треба да пишува небесата, од рајот. И кога ќе се прашаме што ќе ни е нас рајот, што ќе ни е нас богатства, што ќе ни е бесмртност, што ќе ни е изобилство на задоволства, ако тој што најмногу го сакаме не е таму. Ако Христос не е во рајот, ако Христос не е со нас, што ќе ни е рајот? Што ќе ни се благослови, што ќе ни е бесмртност? Што ќе ни е никогаш да не умреме? Еден има напишано, отворен цитат, што ќе ми е мир ако не си ти тој мир? Што ќе ми е радост ако не си ти таа радост? Што ќе ми е утеха ако не си ти таа утеха? Што ќе ми е мудрост ако не си ти таа мудрост? Што ќе ми е праведност ако не си ти таа праведност? Што ќе ми е надеж ако не си ти таа надеж? Што ќе ми е слава ако не си ти таа слава? Што ќе ми е бесмртност ако не си ти таа бесмртност? Каква корист ми се улиците од злато и портите од бисери ако ти не одиш меѓу нив? Што ќе ми е рајот ако ти не си таму? О, рајот е пекол без тебе. Навистина рајот е пекол без тебе. Она што го посакувам си ти, Господе. Не задоволства, не комфорт, не богатства, не слава, не бесмртност, не рај, туку само ти. Таа е првата точка, дека сме присутни во рајот, самолтено, и на земјата, и во рајот, но тука сме на поминување. Втората е сме владетели во рајот. И ова го гледаме од неколку стихови. Во Ефесјаните 2 глава, тоа што го прочитав од 4 до 6 стих, 6 стих е тој што треба да го забележиме, каде што вика дека сме воскреснати во Христос и сме поставени на небесата. И подобар превод од поставени е седнати. Сме седнати на небесата во Христос. И ова седнување е символично. И не седиме, седиме во рајот, не стоиме. Не сме на поминување, не сме утрч до негде да стигнеме, не сме убрзање, него седиме. Сме умирување. Во Јован 14 глава Господ Исус вика: одам да ви приготвам место за вас. Таму каде што ќе бидам јас и вие ќе бидете. Во Откровение 3 глава 21 стих Господ Исус вика на оној што победува, ќе му дозволам, ево клучниот збор, да седне на мојот престол, како што јас победив. И седнав со Отецот на неговиот престол.
И од 1 Јован 5 глава знаеме дека тоа што победува, што го победува светот, што го победува гревот, што го победува ѓаволот е нашата вера. Јован вика тоа што е родено од Бог го победува светот, а победата што го победи светот е нашата вера во Христос. И ова е многу интересна прогресија. Сме оживеани во Христос, сме поставени, сме присутни во рајот и сега уште еден масивен благослов е дека седиме во рајот. И ова седење се подразбира дека владееме. Значи седењето е седење на престол и е владење. Значи ние сме цареви седнати во рајот и владееме со Христос. Го гледаме ова во 1 Тимотеј, 2 глава. Ако истраеме, вика Павле, со него и ќе царуваме. Во 1 Петар 2 глава 9 стих Петар вика дека ние сме царско свештенство, дека ние сме цареви. Во 1 Коринтијаните 6 глава од 2 до 3 стих Павле вика: не знаете ли дека светиите ќе му судат на светот? Не знаете ли дека ангели ќе судиме, а не пак она што е секојдневно? Оваа масивна вистина е зачудувачка, дека не само што сме присутни во рајот, туку и сме цареви, сме владетели на рајот. Третата подточка е уште помасивна, уште поголема, дека сме поседувачи на рајот. И ова го гледаме од 9 до 11 стих од 1 глава. Ако имате Библија, отворете да го видите ова од 9 до 11 стих. Вика, откако ја откри тајната на својата волја, според своето благоволение, што ни беше го положил во себе од порано, во уредувањето 10 стих и исполнувањето на времињата за да соедини се небесно и земно под една глава во Христос, преку него ние бевме избрани за наследници, однапред определени според одлуката на оној кој врши се според својата волја. И сега прашањето е на што сме наследници, што наследуваме? И одговорот е во 10 стих. Го наследуваме тоа што е соединето во небото и земјата, во една глава во Христос. Драги, го наследуваме целиот универзум. Тоа што е соединето во Христос е целиот универзум, се видливо и се невидливо. И тоа ние го наследуваме. Вика, ние сме наследници на целиот универзум. Можеш да замислиш, целиот универзум е твој. Сите галаксии, сите сонца, сите звезди, сите све на земјата, сите рудници, сите диаманти, сите куки, станови, коли, се е твое. Томас Гудвин во својот коментар на книгата Ефесијаните за ова пишува: небото е неговата родна земја, тој е Господ на таа земја. Ние сме во брак со Господ, со Него. И нашиот Господ во тој поглед, како што беше речено, сопругата мора да биде таму каде е и сопругот и да ги споделува истите добри работи што тој ги има. И затоа тој не носи во својот дом, во куќата на својот татко, што е небото. И во Христос и преку Христос го наследуваме тоа што Он го има, тоа што е Негово, а тоа што е Негово е се, е целиот универзум. И ако ви кажам дека има нешто многу повеќе од целиот универзум што може да наследите, да наследиме како христијани. Има нешто многу повеќе. Што би било тоа? Што има екстра од целиот универзум? Да. Во
Римјаните 8 глава, и тоа го видовме и претходно, дека го наследуваме Светиот Дух. Во Римјаните 8 глава е одговорот 17 стих. Павле вика, ако сме пак чеда, ние сме наследници, и еве го зборот. Еве го зборот кој е неверојатен, кој е масивен, не знам како да го опишам. Дека сме наследници на Бога и сонаследници на Христос. Но ако со Него страдаме, да со Него да се прославиме. Драги, Бог не само што ни го дава влез во рајот, да бидеме присутни со Него, не само што ни дава да седнеме на престолот со Него, не само што ни го дава целиот универзум и вика, еве ти, све што создадов е Твое, туку Тој се дава самиот себе. Самиот себе се дава. Највредното, најубавото, најславното, највеличественото, најдрагоценото, еве ти го, Твое. Тоа сум јас. Бог се споделува самиот себе со христијанинот, со себе. И Бог е нашето наследство, нашето богатство, нашиот диамант. И нема ништо подобро од тоа. Христос е суперлативниот и ултимативниот благослов, што ни е даден. И оваа трета точка, наречена небесни битија, разгледавме присутни во рајот, владетели во рајот и поседувачи на рајот. И морам да спомнам дека има аспект, два аспекта има од овие вистини. Едниот аспект е вистина која е реализирана, но не целосно. Значи, очигледно дека не сме целост присутни во рајот, не сме во целост владетели, не сме во целост поседувачи на целиот универзум, но во исто време и сме. И овој аспект на случајна реалност и реалност која не е реализирана и ќе се случи во иднина, мора да ги држиме заедно. Например, може да спомнам две аналогии за оваа реалност. Например, замисли имаш големо наследство препишано на тебе од некој дедо. Наследство од $1.000.000 или $1.000.000 Но потребно е тој што ти го препишал да почине за да тоа наследство стане твое. Значи, симултено, исто време и го имаш наследството и го очекуваш да ти дојде целосно во иднина. Другата аналогија е, замислите мало дете кое станува цар. Тој правно и легално е цар, но не е се уште во целост и во полнота. Ќе стане во иднина. Така и ние. Нешто е случајно, нешто сме во целост, но не целосно. Тоа ќе бидеме целосно во иднина. И во сумација, како што кажа, видовме дека сме благословени безкрајно во Христос. И затоа ние го благословуваме Бог, како апостол Павле, и дека сме небесни битија. И како заклучок, Карлос Слим, со историјата со која почнав проповедта, е еден од најбогатите луѓе у светот. Бизнисмен од Мексико, кој донирал $8 милиарди од своето богатство во здравство и образование. И во изливот на своето богатство, Карлос ја спасил оваа жена, која била неправедно обвинета со своето богатство. Но за разлика од оваа жена, ние сме праведно обвинети и Бог преку изливот на својата бескрајно богатство не спасува нас. И не само што сме спасени и ослободени на слобода, ослободени од судот, од ѓаволот, од гревот и од пеколот, туку Бог ни дал бескрајни благослови. Незамисливи благослови во Христос.
И сега да преминеме со апликација. Има апликација за неверници и апликација за верници. Како што кажав, сите благослови што Бог ги дава се дадени преку Христос. Ако човекот го нема Христос, нема никакви благослови. И тие благослови се дадени само исклучиво во Христос. И Христос нема партнери. Не е Христос со Дева Марија, не е Христос со светци, не е Христос со некој пророк, не е Христос со некој тамо владател. Не е Христос плюс ангели, туку само исклучиво Христос. Сите благослови се канализирани како ласер, течат само преку Христос. И ако го немаш Христос, не си во неутрална позиција, туку си очајно во многу тешка ситуација. Не само што немаш благослови, не си во некоја неутрална позиција, туку си проклет. И тоа длабоко, очајно, тешко проклет. Го немаш тој што е светлината, го немаш тој што е животот, го немаш тој што е славата. Го немаш Христос, кој е ултимативниот и суперлативниот благослов. И без Христос, не само што не си во рајот, христијаните се во рајот, не само што не си во рајот, туку срцето и животот ти се полни со пеколот. Христијаните се цареви и кралеви, а ти си роб на гревот. Не си слободен, туку си роб. Твојот цар и крал е гревот. Христијаните го поседуваат целиот свет, го поседуваат целиот универзум, а ти ништо не поседуваш. Колку куќи да имаш, колку коли да имаш, колку спални да имаш, колку пари да имаш, колку услуги да имаш. Си сиромав, гол, деформиран во очите на Бог. И не поседуваш ништо, туку сатаната те поседува. Ти си во неговата рака. И не си во Христос, туку си во ѓаволот. Има врска и спој и заедница со ѓаволот со тебе. Може ти тоа не го сваќаш, но знај дека си под ѓаволот. Твојот цар и крал е ѓаволот и гревот. И апелот од мене до тебе, апелот на Христос, апелот на Библијата е да станеш од мртвите, да се покаеш од својот грев, да дојдеш до вистински и вечни благослови, да не трчаш по привремени земни благослови, кој еден ден и така ќе ти бидат земени. Туку да дојдеш до Христос, кој ќе те облече и ќе ја покрие твојата гнасна голотија со неговите чисти, светли, драгоцени алишта. Од сиромав и голтар, тој ќе ти даде вистински богатство. Ќе ти го даде диамантот, кој никогаш нема да ти биде земен. И ќе биде твој за секогаш во рајот. Исус вика, не трупајте земна и благослови и богатства на земјата, туку трупајте богатство во рајот. И Христос ти заповеда да дојдеш денес кон Него. Зашто не знаеш уште колку има. Не знаеш кога Бог ќе рече доста е, крај, нема веќе да ги користиш моите блага, што јас ти ги давам. Нема веќе да го користиш воздухот, нема веќе да јадеш мојата храна, нема веќе да ја пиеш мојата вода. Нема веќе да одиш по мојата земја. Крај. Денес твојата душа ќе ти биде земена. И ќе се најдеш пред овој Создател, овој Творец, со планина од гревови, со безброј гревови, кој ги знае сите твои мисли,
кој ги знае сите твои зборови, кој ги знае сите твои дела во темнина. И што ќе направиш пред овој Творец, кој очи има на оган и гледа се? Ќе бидеш фрлен во пеколот. И денес е можноста да се покаеш, да ги фрлиш ланците од гревот и да речеш: Исусе, јас сум Твој, спаси ме, зашто не знам уште колку имам. Апликацијата за верници, 4 работи ќе спомнеме, може многу работи да се спомнат, ама 4 работи ќе спомнеме. Е за верници, првата работа е вредиш и значиш. Си вреден и значаен во очите на Бог. Како што кажав, Бог уште во вечноста те виде тебе. Тебе лично те виде. Пред да постоиш, пред да постојат твоите родители, пред да постои целиот универзум, те виде тебе. Го виде Христос и те виде тебе. И рече: заради Христос, заради мојот син, ти си мој. И ќе бидеш мој за цела вечност. Ќе бидеш мој за секогаш. Ни една мизерија, ни еден греф, ни ѓаволот, ни светот, ништо нема да те одвои од мене. И вредиш и значиш. Може не вредиш и значиш во очите на луѓето, но тоа и така е незначајно. Вредиш и значиш бескрајно во очите на Бог. И тоа е најважното. Тоа е најголемото. Бог ја постави својата љубов и добрина кон тебе и никогаш нема да отргне. Ти си Негов. Си прифатен од Бог. И зошто бараш слава од луѓето? Зошто чекаш од луѓето да бидеш значаен, да бидеш вреден? Зошто чекаш мртовци и нивниот здив да ти кажат: еј, значиш, вредиш, си супер? Ослободи се од тоа. Бог те љуби и ти си вреден и значаен во Него. Тој даде се да те придобие. И ти го даде својот највреден, тоа е својот син. И тоа е втората точка, Бог ни дал неверојатни благослови. Во делот на верникот, Джеймс Смит вели вака: самиот Бог во сета своја величина и сета своја добрина, Бог што е се што е и се што има е мојот дел. Каков дел е ова? Тој е огромен, зашто опфаќа се. Сите атрибути на божествената природа се за нас. Сите совршенства на Божиот карактер се на наша страна. Сите продукции на божествената моќ се за наше добро. Затоа апостол вели: се е твое. Ништо добро не задржува од нас. Дали си во некоја тешка ситуација денес? Дали нешто ти фали? Може немаш работа, може кубориш со здравје, може немаш пари, може сакаш да изгледаш другчие од тоа што изгледаш. Може починал некој твој близок. Знај го ова, дека ако си верник, ако си до Христос, имаш се. Го имаш највредното. Го имаш Христос. Го имаш бесконечни и вредни благослови и најправилната одлука е ништо освен благодарност, драги. Во секоја ситуација, дали сиромашни или богати, дали високо или ниско, е благодарност. Зашто го имаме веќе највредното, го имаме веќе тоа што е најважно. И треба да бидеме благодарни во секоја ситуација. И каков страм и каква разочарување е Бог кога гледа на нашето незадоволство, бидејќи немаме нешто земно. Бог од небото гледа: види што му далов ја на човекот. Јас се дадов сами од себе, умрев на крстот, а он жали за нешто
банално, за нешто мизерно, за нешто што и така ќе го изгуби еден ден и ќе си отиде во гроб мртов, гол. Третата работа е си цар и поседувач на целиот свет. Можеш ли да го замислиш тоа? Дека целиот универзум го поседуваш. И сега, како поседувач на целиот универзум, ќе живееш за пари, ќе живееш за куќи, ќе живееш за богатство, ќе живееш за имот, ќе живееш за популарност од други луѓе. Се што имаш е твое. Затоа Исус вика, раздај го тоа што го имаш. Дај го и следи ме мене. Ослободи се од земни алки. Имаш се, цар си на целиот универзум. И следи ме мене. Драги, што може светот да ни понуди? Што можат луѓето да ни понудат? Смешни работи. Четвртата апликација е небесен живот. Дали твојот живот може да се карактеризира како небесен? Што ти преовладува во твојот ум? Дали ти преовладуваат твоите земни обврски, земни преокупации, или ти преовладува Христос, рајот и благословите што ги имаш во рајот? Ние сме гости, како што кажав, поминуваме од овој живот и не смееме да се прилепуваме на земни работи. Мораме преку земните работи да го славиме Бог, но не тие работи да ни стануваат идоли на кои ние се поклонуваме. Тие сите земни благослови и ентитети Бог ни ги дал за да дојдеме до Него поблиску и поблиску. Така да, заклучокот и апликацијата е како христијани имаме се што ни треба за да живееме плодоносен живот и сме неверојатно бескрајно благословени.